Многу нешта се цврсто врежени во нашата меморија, нешта кои се имуни на времето и заборавот. Такви се великаните и нивните дела за кои минливоста не постои. Тие се врежени во вечното постоење и секогаш се вредни за почит и внимание. Но пред да станат големци и пред да го докажат тоа со своите вонвременски дела, тие најпрвин требало да се родат. Токму затоа, деновите на нивното раѓање се датуми со особено значење. Еден таков датум одбележуваме денес. На 4 февруари, пред 147 години во Кукуш беше роден апостолот на македонското револуционерно движење Гоце Делчев, еден од најзначајните личности во нашата историја. Иако неговата биографија опфаќа временски период од само 31 година колку што трае неговиот кус животен век, за него слободно може да кажеме дека беше најголем меѓу големите. Неговата маркантна фигура како деец, визионер, револуционер и херој за вечни времења ќе биде позиционирана на самиот врв од македонската историја во делот во кој се спастрени личностите и настаните од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Да не беше тој 4 февруари 1872 година, не ќе беа можни идните значајни настани и датуми од таа наша историја, во кој главен протагонист беше токму тој, Ѓорги Никола Делчев. Ете затоа е исклучително значаен овој денешен ден, во кој повторно го чествуваме ликот и делото на Делчев, човекот кој остави неизбришливи траги во македонската биднина и во македонскиот непокор. Тој студен 4 февруари пред 147 години на кукушаните Султана и Никола Делчев се роди третото дете, ама прво машко. Поголема радост не можело ни да си замислам. Дошол на свет нивниот првороден син, кој подоцна станал најголемиот македонски син. Така започнува убавата, но прекратка приказна за Гоце Делчев. Уште од мали нозе Гоце бил мирно и праведно момче, а во училиштето секогаш бил добар и примерен ученик. Неговото домашно воспитување му налагало во секоја ситуација да биде на страната на немокните и обесправените. Како младинец појавувал социјалистички обидувања, а во поглед на националните различности на луѓето и покрај големата љубов кон својот македонски народ, секогаш бил со став дека не треба да се биде поборник на некакви националистички или шовинистички идеи и активности. Во тој поглед ќе бидат забележени неговите подоцнежни зборови. Јас не ги мразам османлиите како народ, јас војувам против османлиската тиранија како систем на владење. Својот образовен пат Гоце Делчев го започнува во родниот град Кукуш, за потоа да продолжи во Солунската машка гимназија и на крајот во военото училиште во Софија. Неговата наобразба подоцна му овозможила да биде учител во Штип и Банско. Во училиштето во Штип работел заедно со Даме Груев, со кого и во наредниот период биле неразделни се до неговата смрт. Во идеолошката и револуционерна биографија на Гоце Делчев стои напишено дека тој станал дел од македонската револуционерна организација во ноември 1894 година, за само 2 години подоцна да биде ополномоштен заедно со Ѓорче Петров да го изготви правилникот и уставот на организацијата. Тоа само по себе укажува дека Гоце со својот интелект и способност успеал многу набрзо од приклучувањето во ТМРО да стане еден од неговите највлијателни и водечки личности. Тој негов статус во организацијата бил повеќе значаен, па во тој контекст вреди да се истакнат организационите способности кои ги поседувал и ги преточил во реализација во скоро сите сегменти на делување, почнувајќи од окрупнувањето на организацијата преку формирање револуционерни келии по градовите и селата, па се до набавка на револуционерна литература и оружје. Делчев ќе биде запаметен и по неговата заложба за добро, осмислено и организирано востание против османлиските поробувачи, но и како голем противник за негово предвремено кревање.
Во поглед на тие негови активности, треба да се спомене дека Гоце недвосмислено решил да се збогува со својата учителска дејност, за во целост да се посвети на активностите во организацијата. Во жарот на таквите негови ангажмани и со цврста решеност да го пролонгира планираното востание, Гоце Делчев итал по селата и градовите низ Македонија, за да ги убеди членовите на местните комитети на организацијата дека предвременото востание ќе биде погубно и за ВМРО и за татковината. Таа негова активност беше прекината на половина пат, плаќајќи ја со собствен живот. На 4 мај 1903 година во серското село Баница Гоце падна мртов, погоден од непријателски куршум. 3 месеци по неговата смрт, избувнувањето на Илинденското востание и неговото задушување во крв потврди дека Гоце бил во право во поглед на времето на неговото организирање и реализирање. Сепак, за жал, Делчев не успеа да се израдува на фактот дека во срцето на Македонија е востановена првата република на Балканот, но и да го досонува својот сон да го види најаве македонското слободарско сонце. Ние, кои ги ползуваме зраците на тоа сонце, треба да му се поклониме и да му се заблагодариме за сите негови грандиозни дела. Тоа ќе го прават и идните генерации, затоа што Гоце Делчев тоа го заслужи, затоа што за него и за неговото дело заборав никогаш ќе нема.